да ми пиеш мале, ридој да ми шеташ. Абе, Бојдане, Види, Чернодрински. све плочки продава. Ова се работи, сите се на странство фатени и си ги вогнавуваат куките. Ај се овој застане. Извините, брод Брод. право. Ма право рече, знае, се неќе да го снимаш. Измешани, дали сме Срби, дали сме... Деца. За брод, За брод. да, право? Фала, да се... Само право? Само право, не Само право, пут. Аха, добро, добро. фала, благодарим. Извинете, брод, Само право. право? Само право. Океј, само. фала, да се Да, живи. далеко е, колку километри има? Па 20 км. Толку? Ајде, фала, добро. Само право. Има е знак. Не е 20, не знаат овие. Овие се у странство живеат изгледа бала. Извинете, Добар ден, Бојда, каде живее? Бојда. Исмаил Бојда. Бојда, стварно не знаем каде живе, али можете оде во центар во Селониче. А ке седнеме, Ајде, има ајде. нешто за седнување? Има и кафане, има. Ајде, ќе одиме тоа, таму, добро. ајде. По вас ќе одиме. Ќе го најдеме првен Бојда. Да не е непријатно. Не беше што се секираш. Се ќе му отпуштам телефонот. Ши српски изгледа како и српски учат во Не бе, не школа. добро кажа. Во школа учат српски. На сам почеток беше тоа. На сам почеток беше. Оти таму други не не крај. пуштија да одиме по тој пат. Не, Се не, не, работи. тука на игралиштето. А, добро. Добро. Ви прашајте еден Бојда Исмајлке. Ако, Добро. фала, фала. Од Скопје. Од Скопје. Во Карпош 4 живее, ама колегата живее во центар. Ти се оправи, ајде, Добра. отвај, чукај тука. Многу висок. Отвора. Добар ден. Добар ден. Што правите, Бојда тука? Куваме до двора. Ова е внукот изгледа. Внукот. Ќе одиме всред село. А, како ќе каже Бој? Спие. Бојда станувај. О, добар ден. Добре, најдовме. Што правите, Армисте? Спие. Еве во лад жештинава да. Како сте Добро здраво дојдовте. живо? Добро ме најдовме Добро, за добро, убаво. вие како сте Арме, уживале еве. во ова? Ние сакавме Како? на кај Да сте всред живи и село здрави, да добро дојдеме. најдовме. Чекај без Бојда да не мрдаме. Епа, да ти кажам потешко, Бојда на така оди малце Да, заради здравието, а? здравието, промената на клима. И ова притисокот повелете? и јас исто. Е, ќе си седнеме во дворот некаде. Во дворот? Да. Не бре, Не, жештина не, е. ако убаво. Не, Бојда, добро ни е. Бојдане, Ај, си ве легенда. Кај си бе Војводо, те А најдовме. натре што е Те обајни. најдовме, сите те знаат. Сред село да одиме? Има време, среца. Ќе одиме ние денес, се враќаме. Знаеш од кое време ве очекувам? 66-та година. Стварно. Да, тие свадби, ама тоа е било... Па да. Таква свадба правеле богатите, знаеш, со тапани. И ние сме имале во годината 2 до 3 свадби такви со тапани со зурли и тоа од место наречено Јелица тапаните оделе. Е сега, историјата на Јелица е малку подалечна, што се вика. Овдека во ова село имале христијани живееле предходно и дел од населението примило ислам, као што, да речеме, еве и мојата фамилија. Има и доста фамилии, а има и доста населени фамилии, семејства во селово. Така да, они четворица браќа имале една сестра која им починала млада и Јелица. Најверојатно ја сахраниле на горе на каменот, се вика тоа Јелица местото. Зашто? Затоа што требало да се јави дека имало нешто, се случило нешто. И затоа го викаат место Аберџија, Аберџика.
Тука се гледа, од тука може да... Не, овде горе го гледаш ти ова. Овде овие куќиве. Сега се ставени овие куќи. Овде ка се ставени овие куќи сега горе. Тоа го направија као бачило едно од село, да уништат традицијата едноставно. А планината и овде нагоре, право. По Сртов нагоре, од таму тапаните почнуваат. Од таму почнува свадбата, значи тапаните. Надоле идат и одмараат овде на Брезгови, каат тоа, Милица и Брест. На две места, значи, На две Милица и Брест. Одмараат, се стимираат после у село, на мостот кај што се поминале. Тука има сеир, го викале порано сеир. Се собираат сите мажи, Да видат. жени, девојки, беќари и гледаат како играат овие кои ги носат тапаните фактички во селото. За да продолжи свадбата, за да продолжи веселбата. Ова за периодот поранешен, да речеме, за време владавината турска, било Вардарска бановина. Овој дел Вардарска бановина. Од другата страна на планината е Титово. Значи бил приклучен кон Македонија. Да, Вардарска Македонски бановина. дел. Не е било откинат, да. Се гледа. Јазичниот род е македонски. Сите зборуваат во гора македонски. Со тоа што исто како во Македонија одредени средини со некои нагласоци имаат, како што е во Брод, Бачка, Диканце и Кукаляне ќе идем, ќе дојдем, сум бил, а во други весела има сум бив. Кој ќе праша, дали беше бив, сум бив. Да. Јазично се разликуваат, како што се разликуваат јазично, така се разликуваат и по облекување, по носијата. Овој дел е негде на 1360 метри, сега се наоѓаме надморска височина, и повеќе од 6 месеци има зима. Дали е тоа лоша есен или лоша пролет, секако дека се рачуна некаде околу 6 месеци да е зима, и затоа кога се бавеа со сточарство, се веќе изумре и тоа што викаме, тие луѓе прво обезбедуваа храна за 6 месеци, и за стоката и за домаќинствата, и главен датум ми беше затварање на стоката на Крстоен, односно ја си минјава стоката на Крстоен од планината кај што пасеа, на Митровење затвораа скроз стоката во оборите, во сточните обори, каде што ја хранеа со летината што ја донеле, од косо што донели дома. Затоа, викаат, се пазаруваше сточар од Ѓурѓе, на Ѓурѓе, се клаваше сточар и завршуваше неговата работа на Митровење. Овде дури и носијата, да речеме, реков дека се разликува, така да е, таа носија, оваа носија овде во гора што е, а ја има да ја сретнете во Растелица, во Крушево, во Злиботок, во Брод, шалвари волнени, беневрези галички прави. Машката права галичка носија, сем капата. Прво да знае. Капата кај галичаните е кафеава, клашнена. А овде, почнувајќи од 39-та таму, се памети, односно ја паметеле некој, дека донеле бела бела капа, клашнена, бела, кај што ја опејуват во песната Главна капа Дели Амзо Арнаутска, носел на глава. Значи, арнаутските капи. И затоа разликата е во носијата заради зимата, 6 месеци што е, лето 6 месеци зима. Жените имале клашнени шалвари, летени чорапи, сигурно од волна, немало ништо друго,
само од волна, затоа што волната била едини материјал кој што можеле да го прават и во секоја куќа имало разбој. Како да е сега, ајде да речеме, фабрика за носија. И секоја жена која ќе се затвори 6 месеци, Си ткае, бе. ткае клашники, ткае кејз, имам бојли и 300 ча. Ими, да. Само да има дома, а и младите моми се разпознавале од тоа колку биле вредни во изготвување на чилими, на чаршафи, на постелни, од таа волна, да речеме. После навлага оваа цивилизација што ја викаме ние, што јас и сега и жена ми не носиме такво нешто, меѓутоа тоа е со текот на техниката, времето. Сигурно дека јас сега немам да имам пари да купам 200 евра панталони со клашени, со све комплет, која можам за 20 евра или за 10 евра да земам во Скопје или било каде кинески тренерки. Тоа е она што овдека, после тоа и храната била специфична. Храната била специфична, месо, млеко, сирење. Од тоа се хранеле. Сега јас се сеќавам многу убаво кога ќе дојде периодот на затварање на зимата, ние ќе земевме едно 6 кила зејтин, кантичево нешто. Брашно во пампезма 5-6 вреќи, зависи од тоа. И зејтинот го мешавме со закланото со сдрвата. Правевме сдрва. И со една лажитава манжа да ќе туриш, готово, не е зејтиното ти секој ден употребуваш како сега господја едно кило што ќе испржи. Шанса нема, тоа немало тоа теорија. И од зимите биле лоши. Патот по кој требале во првата да ја направат првата комуникацијска спојка, да речеме, градов Драгаш, она што е, не е град, него е населба, културно и административен центар Драгаш се вика, до амбулантата требало со кон, зависи и од снегот, од навевот, да се оди на преглед. Еднаш неделно доаѓала амбуланта, имаме дом во Стрицело, доаѓала амбуланта, ама тоа било еднаш неделно. Ама не можеш секој ден да не предвидиш дека некој може да се разболи. Тие биле услови кои што да се случувало Призен да биде затворен 10 дена патот. До Призен 10 дена да биде затворен, завеан патот, да не може да се кажи ни возило нагоре. Сега со доаѓање на овие ослободителиве, што ги викаме, окупаториве, они сакаат да го одржуваат и они го одржуваат патот практички. Европска заедница. Го одржуваат они патот, американциве, заради нивна потреба, не заради потреба на граѓанство, на население. Меѓутоа, тоа е тоа што ќе кажеш од исто. Секоја војна, која ќе окупира некаде, се прогласува за ослободители. Не прашувајќи го народот дали го окупирали или не, ние бе ослободивме. Така беше и со бугарската управа во Македонија, така и со. И овој терен беше наречен Вардарска бановина. Вардарската бановина до 70-та година катастарските документи и управа биле во Тетово. Не видам. Во Тетово. Тетово е одма преку. Ево од оваа страна. Ви гледам вака како длапка е тоа. Како ние се вртиме само. Крупче, да, само вртиме. Ние само вртиме околу Тетово. Да. Околу Љуботен вртиш кога ќе дојдеш од Призен, излагаш нагоре, кога се качуваш околу Љуботен и Тетово. Ако се отвори преминот за колку, за пола сат? Абе, видите една работа. Пак ние не можеме да идеме право за Тетово со овој премин. Да. Со овој премин треба да идеме Драгаш, да идеме Рестелица, па да идеме на Стрезимир Рестелица да слеземе, па Стрезимир Рестелица да слеземе кај Трница, да излеземе на Турбешки мост. За Маврово и Бошков мост. Тоа е Маврово, таму Не, се Бошков мост е многу доле. Да, долу е.
О, да. Пред точно. Трница мост. Пред Трница мост. Кај мостот тука треба да се излезе. Па тоа е Да. пак пат. Да. Па имаш са типово таму после тоа. Тој пат е фактички, према тоа што сум поминал, а треба и ти да поминеш да го видиш, таму има стражарници. Тоа бил пат Вие Игнација. Игнација, да. Целиот пат е тој Вие Игнација. Тој граничен премин е отворен 15. август 2003 година. Како времен граничен премин, прв кој што помина званично со документ пасош, тоа бев јас, во рака пасошот, али го отворија времено. Времено за 5 села во гора и исто толку села до Жировница фактички, 20 км до Ростуше. Меѓутоа на тој пат, тоа го викаат место Горна река. Горна река Кракорница. Во Горна река живеат само У сточари. Кракорница сум бил, Тоа селото. Таму, Па таму е ниско патот? па таму е. О, тоа е горе, Узум. Сега, од таа страна колку ќе поминат? Ќе поминат Да, 10 некои, души, сточари. Меѓутоа патот И од е Кракорница патот не е до Врбен направен, нема пат. патот е осмислен за луѓето кои што живеат на таа територија. Со кони да се движи. За гора патот е суштински добар затоа што имате 29 километри пат за да дојдете до економски профит на градба на материјали, на се она што треба човек да оформи едно семејство, му е тука во Мавро да се симне. А ние сега мора да поминеме Брод Драгаш, Драгаш Призен тоа 12 и 39, 51 километар. До Призен додеме и 51 да се вратиме. Се она што треба да го донесеме овдека ни е поскапо можда за 30 или 50%. Превозот е поскап. Филозофијата беше да се отвори тој граничен премин, Македонија во Македонија да се влада. Да. Сваѓаш? Меѓутоа, што е сега? Сега е фактички тој граничен премин слободна територија на јак шверц меѓу Албанија, Македонија и Косово. 40 километри непокриен терен. Затоа баравме да се направи национален парк. Шарпланина да се направи национален парк. Да се заштитува некако. Онака што требаше да биде граничен премин, требаше да биде езерота. Црнкамено на Радика што. Да. Тука требаше да се прави езерота. Сега се дигнаа невладини организации во Македонија, не знаејќи зашо, а тоа два риса бе, едниот починал, другиот остана. Само за два риса дека ќе ја нарушеле природата. Екологијата, да. Екологијата. Иначе друго нема ништо тоа. Многу е добар патот за одење. Ако сакате до надре Стелица, до таму можеме да одиме асфалтен пат, асфалтиран и тоа Косово го направи супер пат. Сега, Ние со тебе бевме кога не пуштија на локален граничен премин, кај беше тоа? Да, ваму. Тоа беше тоа, кога даде изјава ти кога пиша вратење од граница. Да, вратење. Со тебе бевме. Да. Сега што се случува? Сега таму не можеш да поминеш, фактички можеш ти да поминеш со пасош. Нема кој да те контролира. Нема кому да приложиш документ. Нема администрација. Нема никој. Нема администрација, нема зграда направена. Маркова нога исто. Нема зграда направена. Фактички во тој дел направи тој граничен премин што го отвориме и после тоа се отвори Джепишта Требишта, граничниот премин во Девар. Исто, ама на граничниот Тој не премин ја пуштаат Джепишта нас. Требишта е замислено само една контрола, заеднички да проверуваат и албанската страна и македонската страна во еден контингент. Овдека ништо се уште не направи. Се уште ништо не се направи, а кога беше умник, дада допуна да се извадат лични карти селата Рестелица, Крушево, Глобочица, Брод и Драгаш. Тие дополнително да извадат документ за да поминуваат на граничниот премин и тоа
Савајле од 7 часот до 19 часот. Од 15 април до 15 октомври. Затворен граничниот премен после тоа. Значи времен, граничен премен, а ние како организација бараме тој да биде граничен премен отворен цело време. И тоа не се случи, и ден денеска не се случи. Можам да кажам дека пред коронава 3 или 4 години мислам дека кога дојдоа СДСМ на власт во Македонија, дојдоа едни млади момци кои што го отворија тогаш времено граничниот премен Стрезина и Рестелица, го отворија од 20 јули до 20 август. Го преотвараа фактички и дојдоа у село да се пофалат дека го отвориле граничниот премен Стрезина и Рестелица, не знаејќи дека јас сум присутен тука. И ме викнаа луѓе околу, што викаа да стресува, дојди ме вика да видиш што е. Нега Ирлија нека што е работата. Па рече, еден од тие да се пофали, вика, ние го отворивме граничниот премен. Кој сте вие? Ние сме тие. Аман бе, викам, стварно, дали го преотворивте или го отворивте званично? Оти званично во сите документи и во меѓународната заедница бликна тоа, дека е отворено од 15 август 2003 година. Абе, добро, вие ВМРО-вците рече, што сте го отварали. Е, па малку врати се назад, му викам, па ќе видиш дека тоа не беа ВМРО-вците, дека тоа беше вашата Илинка Митрева, министер за надворешни работи. Ако веќе правиме партиска поделба овде во село, а тоа е срамота, тогаш беше СДСМ на власт 2003 година. Малку врати се назад и размисли што збориш. Оти ние сме сега моментално на меѓународна територија, на се уште непризната држава, викам овде како што е. Сега е Република Косово призната. И тоа е забрането политичко агитирање овде, како викам, од страни политички партии. Дали тоа било од една или од друга провиненција. Сакам да кажам дека овдека во оваа куќа кај што се стегнеме, кај што седите, беше канцеларија, македонска канцеларија за македонска заедница, МГЗ. Македонско-гонанска заедница. Овдека беше оформена првата канцеларија, 10 мај 2008 година е отворена овде канцеларијата на Македонско-гонанска заедница, затоа што, пак ќе напоменам, цела една година ние регистриравме невладина организација при Умник, Македонско-гонанска заедница, за да можеме да комуницираме со населението за хуманитарни, за било какви проблеми кои имаат. Оти некаде околу 50%, малку и повеќе, имаат и македонско државјанство овде. Луѓето, не знам дали сте приметиле, многу скопски регистрации. Многу скопски регистрации. Луѓето си регистрираат возила во Скопје. И си регулираат и здравство и образование. Меѓутоа, нашата власт, македонската власт, не обрна никакво доволно внимание. Ја ќе напоменам дека тоа истото го правевме и во Бугарија, во Кочан, одевме таму, го правевме и во Албанија, во Голо Брдо, Гора Мала Преспа, за да населението го национално освестиме, не да го откорнеме од ткиво каде што е, јер судбината на Гора е историски негаторска, да речеме. Гора е поделена во 3 дела или во 3 држави сега во овој момент. Едната држава е во Албанија, каде што постојат 10 села, другата држава Република Косово, каде што живеат 18 села и административниот центар Драгаш, 19, и 2 села во Република Албанија, Урвич и Јеловјан. Таа беше трагедијата на Гора, или вкупна површина... Кукс го рачунаш тоа, Кукс... Да, вкупна површина некаде околу 400 километри квадратни. А со население од тогаш? Тогаш
во Косово имавме население некаде до 99 година, фактички околу 24.000 кои мигрираа, луѓето живеа овдека. И затоа 99 година е прекретница за ова население. Прво, што се затвори све, економски не може да профитираат општината Гора, што беше во Драгаш сконцентрирана, кога ја превзема од албанската страна. И вработувањето беше многу тешко на ова население во административниот дел. Пред 99 година имавме некои услови за вработување, административно да работат луѓето. Имавме и школи, школите, јас сега кај што зборим, доматачи сме зборили, не може да крием. Ама во школото сме училе на српски, затоа што административно е пресечена границата на Ристовац, Медведе, Жабујанова и Качаник. На мостон кај што е кај Качаник, кога влагате на кај Косово, на Качаник мостот кој ќе помине од десна страна има црква една, црквиче една заштитена од квора. Со све, тоа е и ден денеска подуправа на Република, подуправа на МПЦ, и тоа на црквата Свети Димитрија на Камени мост. И ден денеска е подуправа. Ако се погледне во документи. А доаѓаат се грижат, не? Не, нема. Па ја реков, не се грижат они за луѓето, се грижат за материјалните добра, нема шанса и за територијата. И затоа да речеме, Гора сега некаде остана до максимум 12.000 во овие 18 села. Училиште кај што бевме ние кога учевме као деца, имаме училиште и плюс по куќи учеа деца, затоа што немаше, тесно беше, мал просторот беше. 480 луѓе, деца учеа, јас кога паметам кога бев. 2 први оделенија може да сватите. Ја фактички на трето оделение напуштив од Скопје. Оној дел кај што се запознав со македонскиот јазик, мене не ми беше тежок затоа што дома мајка ми, матријахатот, го задржа јазикот домицилен овде кај што е. Затоа што татко ми беше напечал, а татко ми можеше да менува јазици српски, не бугарски, не италијански, не било какви, да учи. Меѓутоа јас немав потреба затоа што мајка ми збореше ваќе кај што збориме. Кога дојдов во Скопје, прва примедба беше се запиша во Цветан Димов по автоматско школување, бев на српски јазик, ме се запишаа во основно училиште Цветан Димов. Учителката, што ми беше Злата, не знам дали се уште жива, ако ја гледа емисија, ја поздравувам. Она ме запозна со мене дека мене не ми е мајчин јазик српски. И ја од српски имав двојка, од македонски имав 5. Што се случува понатака? Татко ми имаше дуќан во Бутел 1 на селбата и не можеше да дозволи мајка му да остане во село да чува со крава да живее и да презимува цела зима, ќе ја земе и нејзе. И она фактички мене ме моли, вика, синко, речи му, ти си постар од овие деца, на татко ти, да ме остави, кој ќе учи по старо скаурски јазик. И како да му речем ја, кој е тој каурски јазик? Јас сега не знам кој е каурски јазик, зашто во Скопје сум. И дојдовме ние, ја донесоме нејзе, кравата ја продававме, куќата ја заклучиме и падна куќата во сред село, беше се растори, и го продадовме местото фактички, куќата да нема ништо. За голема вистина се спријателува со баба му на Стеван Пендаровски. Од Галичник. Живеевме на улица Ферит Бајрам, кај ше, ама таа беше затворена, ташно до нашите бараки, последната барака, немаше пат за железар. И они една до друга, полека се сближуваат и се прашуваат, нели? Еда мајке, ќе си, шав си, како си, шо има, кај има, колку джагуриња имаш.
колко деца. Ја имам 4 ќерки и 2 синови за гориње деца, а она ја имав рече 2 сина и 1 ќерка, 3 за гориња има. И добро говориш, што го носиш тоа црнилото, не гледаш септембар месец е вручина ово, а како да не го носам, ми загина едниот на земјотресот, кај Любин Кармен. Јас кога дојдов од школа, учев во Рудници железарница Скопје, сега Паншарсовски е, и она ме вика мене, откришо ми вика, леле синко, и овие кауриве разбореле нашински. Видиш како го дочарала моментот да разбере дека и кауриве учеле. Затоа што ние бевме овде затворени. Овде беше Не границата. можеле да дознаат, гледаш. Овде беше најголемото патување кај нас. Мајка ми или баба ми или јас како дете, одрагаш. Одрагаш натака, после имаше прво на автобуската станица провера на лични карти, затоа што Албанија е близо. Проверка на лични карти. Па после на пола пат на жур, пак контрола од полиција да не влегол по пат. Да не влегол некој по пат од избеглици во Албанија, па да стимнеш во Драгаш. Патот беше макадан. И тоа едвите јаде, ние до Скопје патувавме 8 сати, ако не верувате, од Брод до Скопје, и тоа ќе станеме са Бајле во 5 сат, за да патиме во 7 сат автобус во Призен, после имаше во 1 сат за Призен, па од Призен да фатиме за Скопје, пролетер. Така, кога ќе дојдеш во Скопје, веќе си излегол како воденичар. Макадан патот. Затоа викам, овој народ не знаеше подалеку од себе и баба ми затоа констатирала дека каурите зборат нашински. Јас кога се префрлив во Досите Обрадович на македонски јазик во школото, едино само не можев да разберам второ и корема. Коремо. Коремо, стомак, не Збори ова. изгубена е веќе, не го Не употребува. го употребува. Имаше По кавадарци Струмица. и Во кавадарци. Струмица, ама имаше еден од Струмица, не знам сега како, не можем да играм фудбал, болеме корема. И јас викам, леле, колку безобразен е, другачи го разбрав што го болел. Она коренот го боли стомак. Да, ама шо е бе, шо те боле? Абе, мевот, па така речи, ние мев викаме. Добро. Или второ, шо беше? Прво, второ, ние. Сега. 1 и 2. Малце. Кој оделение си ти? Второ оделение. Кој е второ оделение? Рачунаме. И после кога броиме 1, 2, значи 2, второ оделение. Така да други зборови сум среќавал поразлични, меѓутоа не биле странски за мене. Затоа што и во овој другиот дел од гора се среќавале такви зборови кај што не се среќавало во Брод Призен. Пазарот Титовски се селил во Брод овдека. До 48 година фактички до информбирото пазарот од Тетово одел во Брод и од Брод во Борија, во Албанија. Кога се затворила границата тврдо со Албанија и Република Југославија. Значи Борија е од другата страна на Борија ташно е од на оваа Мишевци, од другата страна, Да. преку Ево Дола. овде во ова патовка што Да. го поминуваш, И вие сте преку само Борија. нагоре, Да. само нагоре, доаѓаш право во Борија, излагаш на Бесим се ожени. се ожени без. Да, сега простата недела правеше Ајде свадба. накамо, ајде. И тој се образуваше, ме Мишевци се тие. Во Скопје А, заврши. Мишевци. Што кажеш? Он учеше музичка академија. Едниот во музичар, другиот новинар. Скопје. Иначе они се тапанџи. Тапанчи се Ладно. тапаните. Ваде им Дај да ги пишувам, сликнеме и една песна симнувам од интернет и му викам што значи ова? Тапани биет бајро, стани бајро, тапани биет, невеста те чека. Да. Стани бајро, невеста не чека, стани, како му викаше, Вика стани бајро бе брле, Брле, брле. Тупани тупа е котла и траска е. и му викам што е бе ова брле? Казани Да, со казаните, гопата. да. Слушај сега, Бојда, му пишувам, што значи, абе тихо, јас се жена мутре, ми вика.
И му викам, бе, бајрове, што дојдете, бе, кај да дојдам у Маврово со Маријово прилеп. Што не кажа 2 дена, свадба ќе пак. Каде? Тука? Во Косово праве Во свадба. Косово?